Почитувани, аферата мафија покажува силна вмешаност на највисоките структури од државата во давање на логистика, поддршка и заштита на најсилните мафии и наркокартели во Европа и пошироко. И не е само заштита и логистика од власта на мафијата, туку скандалозно е и самото постапување на МВР на Спасовски по објавувањето на оваа афера. До овој момент нема ниту една, буквално ниту една објавена потерница по ниту еден од над 200 криминалци, наркобосови и престапници кои добиле македонски пасош со украден идентитет. Наместо тоа, седат пакер, чија мрежа во Истанбул турската полиција ја апси, во Македонија полицијата на Спасовски го штити. Зошто водачот на шкалјарскиот клан во Србија лежеше затвор поради таков македонски пасош, а во Македонија со Заев и Спасовски на власт овие луѓе не се викаат ниту на разговор. Целата афера мафија се сведе на апсење на неколку државни службеници, а пипците на мафијата одат погоре. Затоа денес ќе посочиме две нови работи. Првата е дека и тие службеници кои се уапсени ги гледаме во друштво на Оливер Спасовски. Според билтенот на МВР, уапсена за овој случај е жена вработена во службата за изработка на пасоши со иницијали НЗ. Токму ова лице во семејна атмосфера го гледаме со прво повиканиот во аферата мафија Оливер Спасовски, што јасно се гледа од оваа фотографија. Значи, само кога ќе гребнете по површината, сомневањата недвосмислено одат до врвот на власта, каде се Зоран Заев и Оливер Спасовски. Втора работа, која сакам да ја изнесам јавно на пресконференција е уште еден од низата кој има македонски пасош од оние на Спасовски Заев, а тоа е Луи Волина, фатен во 2019 и осуден во 2020 година на 6 години затвор во Шпанија за трговија на дрога, а кој при апсењето поседувал македонски пасош на друг човек со иницијали НМА. Почитувани, нема ден да нема скандал, нема ден Заев да не правда некој министер кој до гуша е заглавен во криминал. Со македонски пасоши се убивале луѓе, се тргувало со дрога. Сериозни картели правеле криминал. Спасовски прво треба да си поднесе оставка, заедно со Заев, а веднаш потоа мора да има одговорност.